се 11 советници, Советот го има потребното мнозинство полноважно да одлучува. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас свекувам петтата седница на Советот на општина Могила, што се одржува денес на ден 22.12.2025 година. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од четвртата седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 9.12.2025 година. Дали некој има забелешки? Истиот го ставаме на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоен. За дневен ред се предлага следните точки. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на предлог буџет на општина Могила за 2026 година. Точка 2. Предлог одлука за одобрување на буџетски календар за 2026 година на општина Могила. Точка 3. Предлог правилник за користење на сопствено возило за службени цели. Точка 4. Предлог годишна програма за превоз на ученици и финансиска анализа на општински и меѓуопштински превоз на територија на општина Битола, општина Новац и општина Могила за 2026 година. Точка 5. Предлог одлука за усвојување на ценовник на ЈКП Пелахије на општина Могила за зимско одржување на локални патишта и улици на територија на општина Могила за 2025 година. Точката 6 ќе ја преместиме за наредната седница. Вака, дали некој друг бара измена или дополнување на дневниот ред? Советнички прашања не се. Ке треба да ги пишеме писмено советничките прашања, бидејќи нема присутен никој да одговори. Ако сакаш да ги преместиме за 29. Ке мора да ги запишеме сите. Вака прочит... Да, 29 ти ке биде. Вака прочитан дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Дневниот ред едногласно е усвоен. Од точка 1 до точка 5 сите точки ги разгледа комисијата за финансии. Да се изјасни председателот на комисијата. Повелете. Комисијата за финансии ги изгласа со 3 гласа за. Благодарам. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на предлог буџет на општина Могила за 2026 година. Дали имаме прашања? Повели. Извинете, само се напомена прашањата да се запишуваат од раководителот кој што го има изработено не е присутен, јас нема да ги одговарам, нема да навлегувам во работата на друг, да се запишат прашањата и писмено да се достават во рокот. Значи, почитувана председателка, почитувани колеги советници и представници на администрацијата, во врска со предлогот за оваа точка за усвојување на буџетот на општина Могила за 2026 година, ова е најзначајниот акт на општината и сметам дека тука сепак треба да има представник од општинската администрација да ги образложи сите овие ставки, вкупни приходи и вкупни расходи. Исто така имам забелешка во однос на нацрт буџетот од причина што нас како советници ни е доставен со по 3 ставки, а истиот треба да биде доставен со 6 подставки, програми и подпрограми. Вака како што ни е доставен буџетот, ние немаме контрола и увид на тоа како се трошат финансиските средства, односно буџетските пари, како ќе се трошат во 2026 година. Јас искрено сакав да поднесам амандман кој што на претходната седница, кој што беше со програмата за асфалтирање на улици, беше за жал одбиен предлогот да се додадат уште за во 3 населени места асфалтирање, односно проектна документација за асфалтирање на улици во Дедевалци, Путурус и Црничани. Тој предлог беше одбиен. Сакав со амандман да го поднесам, меѓутоа амандманот не можев да го изработам од причина што јас немам увид. Например, сакав од ставката 426 други тековни расходи да одвојам 300.000 денари од било која програма од таа ставка, која што има средства, меѓутоа немам увид тука, бидејќи не ни е доставен таков увид, туку се прикажани само со 3 ставки. И сакав да ги додадам во капитални расходи, други градежни објекти, каде што сметам дека таму е и таа програма за асфалтирање на улици која што беше усвоена на претходната седница. Со оглед на тоа што ние немаме увид, а треба да имаме увид, треба да им биде доставен предлог граѓански буџет кој што ќе имаме секаков увид каде се трошат парите. Еве, например, сега вие како комисија дали имате представа колку финансиски средства се, например, одложени само за гориво? Немате представа, така? Да правиме реално мовет. Значи, немате представа од причина што тука се само даени општите вкупни суми кои што не се класифицирани, например, колку за грејење, колку за гориво, колку средства за договорни услуги, кои договорни услуги, например. Не е наведено тука воопшто ништо, кои договорни услуги.
Исто така ставката капитални расходи од други градежни објекти. Кои објекти? Канализација, асфалтирање, треба да ни бидат дајани, разложени сите, за колку пари се одвоени. Исто така, она што го заприметив во овој предлог буџет, гледам намалување на буџетот. Например, во 2025 било планирано 216 милиони 479 907, а сегашниот е 208 милиони 843 419, што значи за 7 милиони 636 488 помалку предвиден буџет. Она што го заприметив исто така на овој предлог буџет е за социјалните бенефиции. Социјалните надоместоци се намалени од 1.250.000 на 900.000 денари, односно за околу 300.000 денари помалку. 1.250.000 350.000 денари помалку во случајот. Значи, затоа предлагам оваа точка да биде одложена за наредна седница, бидејќи ние немаме увид колку средства се предвидени и за приходи и за расходи, и не можеме да го гласаме, немаме представник тука. Ова е најважен акт и мислам дека треба да има представник, оној кој што го составил овој предлог буџет. Значи, не може само да ние да крениме рака, не се осеќаме како пиун тука, например. Ова е најважен акт, сепак е буџет, не е обичен документ. Со овој буџет ние наредна година ќе работиме како општина и за приходите и за расходите, и треба да има народ да знае како ќе се трошат овие финансиски средства. Значи, мора да ни го образложи некој овој буџет нас. Не може туку така да го изгласаме само како што ни е вака предложен, а немаме увид во детална точка кои колку пари и за што се предвидени. Дали имате прашања за некоја детална точка да се забележи? Ако нема, дали некој друг има прашање, повелете. Сакам да ве прашам дали точките мои се влезени во овој буџет. Вашите точки беа предложени во програмите, а сега го носиме буџетот. Минатата седница ги носевме програмите. Да, ама дали тие, например, тој си праша дали се имплементирани во самите програми? Програмите се изгласани како што беа предложени од страна на општинската администрација. Дали некој друг има прашање? Исто тука гледам премногу капитални расходи, например, многу помалку, а имаме огромни тековни оперативни расходи. Значи, скоро дупло повеќе тековни оперативни расходи. Што значи имаме малку капитални расходи со тоа што нема да се вложат во капитални инвестиции, програми и така натаму. Сепак предлагам ова предлог точка да се одложи за наредна седница и да се разгледа уште еднаш тогаш. Дали некој друг има прашања? Во врска со ставките во буџетот иас пред 4 години, побарав да биде, навистина мислам дека е потребно да бидат расчленети на повеќе ставки со 3 се сега на 4, 5 или 6. Се надевам дека во тој однос можеби наредната година ќе се направи така. Точка број 1 ја ставам на гласање, кој е за? Едногласно или имаме некој против или воздржан, пошто не? Јас ќе бидам против, бидејќи како што кажав немам увид во ништо. Значи 10 гласа за и 1 против. Точка број 2, предлог одлука за одобрување на буџетски календар за 2026 година на општина Могила. Дали има прашања во врска со оваа точка? Точката е ставам на гласање, кој е за? Едногласно е усвоено. Точка број 3, предлог правилник за користење на сопствено возило за службени цели. Дали имаме прашања? Точката ставаме на гласање, кој е за? Едногласно е усвоено. Точка 4, предлог годишна програма за превоз на ученици и финансиска анализа на општински и меѓуопштински превоз на територија на општина Битола, општина Новац и општина Могила за 2026 година. Дали има прашања врска со оваа точка? Повелете. Значи, повторно еве, например, имаме програма од Пелалинк, меѓуопштинското јавно предпријатие. Зошто, например, директор на предпријатието не дојде да образложи точката? Значи, не може ние туку така да му усвојуваме, например, каква предност имаат советниците во општина Битола, да појде директор да се образложи точката, а зошто не дојдат тука кај нас да се кажат зашто е оваа програма, да се образложи. Јас се прочита програмата, не ми е проблем било како што, меѓутоа треба да дојдат да образложат. Треба да имат почит и да бидат транспарентни, сепак се директори на јавна институција, треба да дојдат да се образложат програмата. Разговаравме и сконтактиравме со директорката не можеше да дојде, но не е проблем, рече кој има прашања можеме да ја исконтактираме на телефон и
Значи, Затоа не- што не- има не- списано да одговори гласно. Ако На- има прашања, слободно да поставиме, Најмал да проблем, изволиме или најмал да проблем е тоа што ние на телефон, значи сепак е седница на совет и ние сме советници. Што се на пример советниците повеќе од нас во Битола да сите директори додат на јавни предпријатија да си ги образложат точките, програмите што ги носат, а зошто кај нас на пример не да ги образложат? Затоа викам не е проблем, може и усно да ја образложи, да се јавиме ако имаме прашања, ако не точката да ја ставиме на гласање. Повелете. Така, ова Даниел што рече, тука во право само да му кажем нешто, дека пред 4 години секогаш иде сите директори, сите Точно. образложение имаше дали и од директори на образование, дали ова беше така. Со присуство е сега од ова седмица, ако не можеле да друго, иначе од секогаш иделе и дава образование. Сепак, таа како директор ако не можела да присуствува, сигурно има вработени. Има советник за економски работи, има советник правник во предпријатието, може тој да представник овластен од директорот. Значи не може ние само да му Затоа креваме. даде алтернативно решение и мислам дека не е проблем дали физички или усно, таа секое прашање би го одговорила. Дали некој друг Тоа не е начин, јас Има прашања? поради тоа ќе бидам воздржан за оваа точка, не можам да Добре. гласам нешто кога никој нема да ми ја образложи. Тоа е тоа. Точка број 4 ја ставаме на гласање, кој е за? 10 гласа за, против, воздржан. Извинете, уште еднаш за или? Мола? 9 гласа за, 1 против и 1 воздржан. Да. Готово. Точка број 5, предлог одлука за освојување на ценовник ЈКП Пелахиген општина Могила за зимско одржување на локални патишта и улици. Дали имаме прашања? Точката ставам на гласање, кој е за? Едногласно или? Да. Едногласно е Само извини, Маргарита, имам забелешка за тоа, Да? ќе барам. Грешка имаше во текстот на одлуката. Овде да 25-26. 24-25 пиши и Да. архивскиот број исто е од 2024. Предпоставувам тоа административна грешка треба да се коригира. Да, овде